Ова не се обични елици за спасување. Нив ги носеа бегалци од различни делови на светот кои ги ризикуваат своите животи, поминувајќи го Средоземното море за да стигнат до Европа. Сега тие се претворени во модна колекција создадена од Епимонија, компанија со седиште во Минесота, лансирана во 2018 година. Родителите на основачот Мохамед Малим избегаа од Сомалија за време на конфликтот во 1990-тите. Малим е роден во кениски бегалски камп пред да се пресели во САД. Ги земаме тие елици за спасување и ги претвораме во модно парче. Целта за тоа е да се создаде свест за бегалската криза на глобално ниво и да се поддржат бегалците преку одржлив начин. Модната колекција на Малим и некои од елиците за спасување, чамците што ги користеа бегалците, беа дел од изложбата во живо на 17 јуни во галерија во Вашингтон. Настанот имаше уметнички инсталации и поезија за бегалската криза во Средоземното море. Ова изложба во основа е момент кога ги почитуваме и им оддаваме чест на бегалците. Ги раскажуваме приказните за бегалците кои бегаат од својата родна земја. Меѓународната организација за миграција на Обединетите нации вели дека Средоземното море е еден од најопасните поморски премини во светот. Рутата досега однесе повеќе од 20.000 животи од 2014 година, според директорот на Меѓународната организација за миграција. Малим соработуваше со сомалискиот американски поет и автор Елијас Јабароу. Јабароу вели дека целта на настанот е да ги доближи луѓето до личните приказни. Вестите за овој вид патувања секогаш се само бројки. 9 луѓе од овој брег, 12 од друг и навистина не разбирате кои се овие луѓе или зошто се принудени да ја напуштат земјата што ја нарекуваат дома. И така ние навистина сакавме да го направиме ова многу опипливо. Малим вели дека сака неговите модни парчиња да ја раскажат приказната за патувањето на бегалците што ги носат.